Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Ќе зборуваме на тема култура, ќе зборуваме за еден од најзначајните фестивали, односно културни манифестации кај нас. За почетокот би сакала да ви прочитам еден краток извадок од она што стои запишано низ историјата за фестивалот Охридско лето. Се случи во далечната 1961 година на 4 август, среде лето, под чудесните сводови на преубавата катедрална црква Света Софија, оперската певица Ана Липша Тофович го означи почетокот на еден фестивал кој подоцна ќе го носи официјалното име Охридско лето. Така започна приказната за она што всушност е тема на разговор во следните отприлика 1 час. Со моите двајца соговорници во студиото имам чест да разговарам со првите луѓе кои што годинава ќе се одговорни за програмата, за сето она што ќе можеме да го погледнеме низ традиционалните сцени каде што ги следиме културните настани кои што се дел од Охридско лето. Добре дојде во студиото, му посакувам прво на директорот Оливер Арсовски. Добре дојдовте, се надевам се чувствувате пријатно во студиото на телевизија Нова. Не сте прв пат овде, нели? Не, втор пат сум. Так. Благодарам на поканата и секако дека се чувствувам пријатно. Она што е една од големите новини, можеби најголемата новина годинава на Охридско лето, тоа е што има две нови селекторски имиња кои што ќе ги бранат боите на Македонија на фестивалот и ќе ни го донесат она што е најинтересно и најзначајно. Зоран Љутков и Ѓорги Цуцковски. Ѓорги Цуцковски овде во студиото на телевизија Нова. Добре дојдовте. Се надевам дека она што го подготвивте и што го одбравте да им го представите на оние што ќе се заинтересирани да го погледнат, на вистина ќе го задржи вниманието и вечерва во еден час, меѓутоа секако и во сите фестивалски денови. Се надеваме на истото. Така. Сигурно дека низ изминатите години го следите развојот на фестивалот Охридско лето. Еве, за почеток ќе биде тоа прашање до двајцата. Кои се оние настани кои што вам лично ви се главна асоциација за Охридско лето? Па јас долги години сум присутен на Охридско лето како музичар. Така. Прв пат мојот, колку што можам да се сетам како настап, прв настап го имам на 86-та година, а претходно во публика сум бил. Така. Старонов учесник во приказната за Охридско лето. И после тој настап многу години поред, дали јас почнав со младинскиот камерен оркестар како прва постава. Тоа е оркестарот на музичка младина. Така. И потоа настапував и со операта, и со филхармонијата неколку пати, полно пати со разни камерни ансамбли. Печаток таму има низ овие 56 години колку што е до сега. Ова лето ќе биде 57-ма, да. Така. Тој има толку реномирани светски уметници поминато низ катедралната црква Света Софија, бидејќи претежно порано тамо се одржуваше, само тамо се одржуваше фестивалот, и можеби неколку така настани имавме направено на Долни Сарај, така поголеми, кои идевме со операта, балетот или така. Тоа беше така како главна сцена, пред да го откријат античкиот театар. Ако почнам да бројам, а не сакам да почнам да бројам, ќе го пополниме веднаш тој еден час. Да, значи тоа е неверојатен број на учесници. Само во една година ги има над 400, Само за годинава најавивте 300 врвни уметници од 20 земји. Тоа е она што таа информација ја споделија колегите. Можете да замислите за 56 години колку има поминато. Така да бројката е неверојатна. Можам да кажам дека не е еден од најреномираните, ова е единствениот голем, неверојатно голем фестивал во нашата земја, но можам да кажем и дека во регионот, во нашите околни земји, вака по-сериозен, по-голем фестивал нема како Охридско лето. Така. Ѓорги Цуцковски во еден од печатените медиуми се најде насловот "Немам чувство дека работам, туку дека го живеам својот животен сон". Како ја доживувате новата функција поврзана со Охридско лето? Пред да почнеме со овој разговор ми кажавте дека веќе еднаш сте учествувале на самото отворање на еден од фестивалите низ изминатите години. Какво е чувството сега кога сте и од оваа страна? Да, тоа беше прекрасното искуство, представата Ромео и Јулија на маестро Дејан Пројковски.
Инаку, вистина е дека го живеам својот животен сон. Од секогаш сум бил обожавател на Охридско лето како фестивал, затоа што за нас како млади студенти, уметници и воопшто македонски уметници е единствена прилика да бидеме сведоци во живо на светски реномирани уметници. Така што од секогаш сум мечтал на еден начин да бидам дел од организацијата за Охридско лето. И оваа година, благодарение на директорот Оливер Арсовски, ми се укажа таа можност да ја концепирам музичката програма. Во принцип е задоволство да се работи за фестивалот и се надевам дека ќе дадам свој придонес за истиот. Кога почнавте со подготовките? Прв пат ја преземате оваа палка на селектор. Кога почнавте да ги избирате оние нешта кои што сакате публиката да ги Минатата година. Значи, програмата која што излезе на пресконференција пред неколку дена е резултат на 12-месечна работа, интензивна, така што скоро година дена ние преговараме со врвни уметници и врвни ансамбли за да може да ја објавиме. Так. Она што исто така веројатно представува своевидна стравопочит пред публиката кога ќе се спомене Охридско лето е тоа, освен бројката од 56 години во годинава, нели 57 издание, домаќин е фестивалот на врвни уметници, главниот покровител овде кај нас е институцијата председател на државата. Колкава е одговорноста што ја чувствувате кога сето ова нели ќе го имате на ум? Лани се пробавте како директор, што е оно што годинава ќе се обидете можеби да го дополните или да го промените, освен новите селектори секако. Да. Лани, прошлата година, значи, јас практично ја наследив програмата што беше од прилика веќе поставена, бидејќи бев назначен 2 месеци пред 2 или 2,5 месеци пред почетокот на Охридско лето. И не сакав многу да бранувам, сакав да го почувствувам фестивалот сега од оваа страна, од внатре, нели, од самата организациона шема, како што јас го знам фестивалот како изведувач, како публика. Так. Но не го знаев од оваа страна како функционираат нештата. Покровител на фестивалот е председателот, но наш главен финансиер е Министерството за култура на Република Македонија. И можам да кажам, пратејќи го фестивалот долги години, дека последните 8 или 9 години се стави во Министерството за култура се стави значаен акцент на овој фестивал финансиски пред се, за да можеме да повикуваме поголеми имиња. Дека знаеме нашите ние имаме спонзори, но тие не се спонзори од калибар како што се издашни, односно како што се навикнати во западните држави. Така. И со суми кои, бидејќи нашата економија е таа која е. Да. И без помошта, односно помошта од Министерството за култура на Република Македонија, ние нема да можеме да функционираме, односно фестивалот нема да можеме да може да го задржи реномето на кое е. Ние се трудиме се по еден чекор понапред секоја година да одиме. И се гледајќи го од оваа страна фестивалот, јас сметав дека треба некои мало големи промени, како да кажам, да се случат. За некои се мали, за некои големи, тоа ќе видиме веќе од првичните коментари што ги добиваме. А таа промена е воведувањето на джез викенд во самиот фестивал, не кратејќи го програмот на сериозната музика. И сметав дека треба да се представиме како фестивал на поширокиот дел на публиката, не само за публиката која сака сериозната музика, него и тие што сакаат джез да слушаат. И се потрудивме да донесеме добри имиња, добри уметници, одлични односно, и па и самиот куриозитет оваа година што ќе го најави и селекторот и самото отварање, не одиме традиционално, како секоја година што било. И сметам дека ќе направиме едно освежување внатре во репертоарската политика на фестивалот. Односно не е само джезот, него и сите имиња што се тука, што ги спомене подоцна Цусковски, се освежување и за публиката, и програмско освежување, и
целокупна така носиме еден пакет кој што мислам дека публиката ќе го препознае како нешто ново во фестивалот. Од аспект на селектор, годинава джез квартет го отвара всушност Охридско лето, нешто што е многу поразлично од претходно. Она што го спомена и директорот Арсовски, тие джез викенди, какви реакции очекувате од публиката? Ова е навистина своевидно ширење на Ние веќе видиците. добиваме навистина екстремно позитивни реакции од сите обожаватели на уметноста, затоа што ние сме дел од уметничката фела и општественото уметничко живење во држава. Така што во принцип сите се навистина задоволни што конечно на фестивалот добива една нова димензија, една нова смисла. Јас не појдов од својот аспект како оперски пеач да ја задржиме традицијата на оперски уметници. Ние во иднина ќе имаме многу светски етаблирани оперски уметници, тоа сум сигурен. Меѓутоа, Fourplay како квартет, кој што е еден од најистакнатите джез квартети на денешницата, проект кој што веќе е изведуван со Токиска филхармонија и многу светски реномирани филхармонии, конечно македонската јавност ќе имаат можност да го чујат во живо. Нашата идеја заедничка беше да не привлечеме само македонски обожаватели на уметноста, туку сме сигурни дека поширокиот регион ќе бидат заинтересирани да дојдат нова свечено отворање, од аспект што овој квартет првпат настапува на балканските простори и тоа е наш ексклузивитет. Како го правевте балансот меѓу домашни и странски музичари? Застапеноста на македонските уметници за време на фестивалот ќе биде огромна. Можам да зборувам и во името на мојот драг колега Зоран Љутков. Има голем број на македонски драми, има голем број на македонски репродуктивни уметници, виола, клавир, концертна уметност, неколку камерни ансамбли. Ние ги уважуваме македонските уметници затоа што сами по себе сме македонски уметници и оваа година и се надевам во идните години секогаш ќе имаме голем дел за македонските музичари. Така. Она што медиумите го пренесоа е всушност еден ваш коментар. Селекторот на музичкиот дел ќе рече: Fourplay е квартетот кој во последните години ја воодушевува светската јавност со своите истражувања во откривањето на безграничните димензии и пермутации на джезот. На Антички театар ќе настапи заедно со оркестарот на Македонската филхармонија под диригентската палка на Емин Џијан, кој што досега во многу прилики се покажа како вистински погодот кај нас. Отворање на Охридско лето, фестивал кој што има долга традиција, годинава нешто ново, односно навистина нешто многу ново што ќе му се случи на фестивалот. Додавајќи го на сето тоа и тој убав, прекрасен амбиент во Античкиот театар. Што очекувате? Веројатно една експлозија од чувства и од Ние се надеваме на спектакуларна вечер и на многу позитивни емоции и вибрации. Морам да истакнам дека без оглед што станува збор за джез, станува збор за сериозна музика. Тука го имаме ансамблот на Македонската филхармонија и тоа се аранжмани и транскрипции за симфониски оркестар. Така што ние никогаш не ја напуштивме идејата дека Охридско лето представува символ за квалитет во сериозната музика и во квалитетната музика. Така што во нашата програма нема ниту еден настан кој што не ги задоволува квалитативно условите на фестивалот, така што тоа беше наша појдовна точка во секој случај. Доколку и джезот го свириш како што треба, и тоа е класична музика. Джезот е класична музика, тоа ми е идејата, да. Колку знаеш да свириш, точно. Джез и тоа е класична. Нема да го изоставиме секако и драмскиот дел од програмата, иако селекторот Зоран Љутков не е тука, меѓутоа до Охридско лето има уште многу време, ќе имаме прилика повторно да се дружиме, нели? Она што е интересно е тоа што не останува Охридско лето само на музиката, туку нуди многу други содржини. Тука се секоја година се случува и навистина огромни продукции кои што гостува театрите во регионот, цела Европа и цел свет, меѓутоа секако сцените беа понудени за најновите домашни остварувања. Колку е важно да се има тој баланс, нели, меѓу музика и драмска уметност од една страна, меѓутоа од друга страна да се има и баланс, она што го споменавме претходно, големи светски имиња, меѓутоа да им се понуди можности на домашните уметници да се буквално да се покажат. Па еве ја како уметник, јас по професија сум музичар, виолина свирам. Значи јас секогаш ќе имам сенс за наши уметници да поканувам, додека сум директор, да поканувам на Охридско лето, се разбира, све што е најквалитетно кај нас, бидејќи на фестивалот Охридско лето, тоа
не е подиум на млади уметници, него тоа е веќе тоа е фестивал на веќе реномирани светски имиња. Затоа и ние пазиме во целокупната програма како, односно пазат селекторите, како ќе се селектира целата таа програма и кои имиња ќе бидат присутни, вклучително и наши македонски имиња. Но за среќа ние имаме добри, одлични музичари и можеме да селектираме и од нашите музичари кој би можел да настапи на Охридско лето. А од драмската програма, тоа се нашите театри кои што навистина се со високо реноме во регионот. И Битолски театар, и МНТ, и Велешки театар. И театар комедија. Театар комедија. Значи, има, тоа ќе го каже Љутков, кој ќе дојде кај вас, но можеме да кажеме дека имаме 3 премиери. 3 премиери има театарски на самиот фестивал, што е неверојатна бројка како бројка за премиери што треба да се направат. На фестивалот Охридско лето е, значи, почнат како музички фестивал. Со текот на годините, не можам да се сетам која година е додадена драмата како да има и театар. И тој сооднос е 70, 30, 60, 40, зависи од годините како ќе. Пред се е музички фестивал. Се додаваме и драма. Во ов програмата, така наречена ов програма, која не е се уште објавена, ќе додадеме повеќе изложби. Повеќе изложби, уште неколку концерти што се како ов програма, така наречена, што, не знам, ја би ја ставил све у програма, но ето, таа е некоја традиција, така да се нарече. Мислам дека ќе има во преговори сум исто за едно за филмско представување на еден наш млад автор, што има направено филм. Значи, ова е официјалната програма, уште малце да се доработи сето друго и ние ќе го истакнеме и тоа друго. Тоа од другата недела, од вторник или среда, ќе биде истакнато на нашата веб страна и сите што ќе сакаат да учествуваат, ќе можат да навремено да се испланираат да дојдат кога би сакали, на кој концерт сакале да учествуваат. Ќе успее ли Охрид да ги смести сите тие луѓе кои што сакаат да погледнат делото да живите? Па до сега успевал, до сега успевал. Ако не, нека си купат шатори од општината и нека ги сместуваат, ако нема. Да се најдат локација, нека интересна покрај езеро. Да, тоа уште подобро би било, посебно за джез вечерите. Да. Ќе биде навистина убаво доживување. Успеавте ли низ годините кој е вашиот впечаток, дали се успеа да се едуцира публика? Се забележува ли некоја група од таа публика која што секоја година е редовна на одредени настани или можеби гледате многу надеж во тоа дека младите почнуваат да се интересираат за културните настани, за манифестациите, за Охридско лето? Мислам дека нешто посебно да се едуцира дека не се случило. Има напредок, но за мене како музичар, како директор, мислам дека не е тоа толку голема едукацијата на публиката. Така. Едукацијата под наводници. Да. Кои би сакале да присуствуваат на оваков вид на настани, на сериозна класична музика. Пред се тука сакам да кажам голема улога имате вие како медиуми во едукацијата на самата публика што е кај нас, но сепак помалку или повеќе концертите ни се полни. Може би заради тоа што Света Софија е мала, па полни се концертите, али на значајните имиња, така позначајните имиња што доаѓаат, се бара карта повеќе. И барем половина, ако не и повеќе, публиката е од другите држави, што се како гости доени на одмор во Охрид. Тоа е идејата сега да се волку рано да се презентира програмата, за да можеме да привлечеме публика, повеќе публики од надвор, односно луѓето што купуваат аранжмани за Охрид како гости што доаѓаат, да можат да видат дека за време на трајањето на нивниот престој во Охрид има случувања кои се вика Охридско лето и има навистина значајни концерти и ние тоа ќе почнеме сега да го нудиме на туристичките агенции кои што работат со аранжмани што носат странци во Охрид, за да може да им понудат и нашата програма
да можат и тие да испланираат, да купат билети и сето тоа. Значи, вака, сакаме да офатиме еден поголем пакет на луѓе кои што би ги привлекле на нашите настани. Овие сите имиња што се тука во странските гости многу добро ги знаат, нашите помалку, но се надевам дека ќе со тек на години помладите ќе ги привлечеме. Видите, нема многу стари луѓе кај нас ако на тоа, има многу млади луѓе. Старите си доаѓаат, имаме ние една старите поднаводници сега кои се чувствува стар. Кој е стар, кој е млад. Да, кој е млад, некој млад па стар се чувствува. Так. Но така во така наречените стари луѓе, нели? Што ни се драги гости и се присутни и тие све знаат. Сите концерти све пратат. Присутни се подолго време во Охрид, може би имаат станови па седат во Охрид, не знам. Так. Но имаме публика, не се жалам, имаме публика, али ние сакаме уште повеќе да привлечеме публика. Затоа и направивме вака атрактивен програм. Може би ќе обрнете повеќе внимание на маркетинг во тоа, вие нешто во план споменавте или преку агенции нудење за странците, меѓутоа и овде кај нас. Да, оваа година се потрудивме да изнајмиме професионалци за маркетинг и веќе се работи на целиот пакет на маркетинг кој што ќе го понудиме до сите телевизии, до сите медиуми, до луѓето кои што следат, до вас новинарите, и тоа ќе го направиме на време и ќе биде стокмено, професионално, и се надевам дека ќе имаме уште една скала погоре во нашата презентација на го сменивме и логото оваа година, го модернизиравме и така направивме неколку промени. Веројатно докажани брендови немаат толку проблем за да се продадат кај публиката, нели? Ќе направиме овде кратка пауза, само за неколку минути се враќаме повторно со разговорот во студиото. Останете со нас. Продолжуваме со разговорот во отвореното студио на телевизија Нова. Охридско лето е темата за која што се одлучивме да разговараме вечерва. Зборувавме за тоа како почнала приказната со Охридско лето и од прилика што е она што годинава ќе биде најинтересно понудено. Секако тука е и селекторот на музичкиот дел од програмата, така што ќе слушнеме и во продолжение детални информации. Цуцковски, бидејќи станува збор за фестивал кој што се случува во летниот период, кога би рекла врие од концерти, културни лета и гостувања на балкански, југословенски, светски поп, фолк или рок или какви да се звезди. Каков е тука некаде соодносот? Зашто публиката најмногу се интересира? Факт е дека кога некоја балканска поп или фолк звезда ќе дојде, навистина има голем интерес, меѓутоа сепак интерес предизвикуваат и културните настани, што барем мене како човек кој што ја почитува културата особено ме радува. Каков е вашиот впечаток? Па мојот впечаток е дека секој вид на музика има своја публика и дека јас не се сомневам дека нашите концерти ќе бидат полни и ретко се сеќавам на полупразен концерт на Охридско лето. Морам да го споменам фактот дека ние имаме 40 музички настани, рекордни 40 музички настани за прв пат во историјата на фестивалот, значи секоја вечер имаме по еден концерт, некоја вечер имаме и по два концерти кои ќе одат во блок. Сметам дека сите уметници кои што се во програмата имаат одреден тип на музички и уметнички обожаватели од нашата држава, барем од нашата држава, и не се сомневам дека ќе имаме публика. Мислам, од аспект на тоа дека голем број на фолк звезди доаѓаат посебно во Охрид, ми е познат факт, но не можеме против тоа. Тоа е исто така тренд кој што одредени луѓе го следат, ниту сакаме против тоа, да. Така што. Меѓутоа нешто што не ве загрижува, нели? Не, воопшто. Како одеа договарањата со сите овие? За годинава најавивте дека Охридско лето и Охрид ќе биде домаќин на 300 врвни уметници, изведувачи и автори од 20 земји од целиот свет. Станува збор за фестивал кој што се одржува 57 пат оваа година, како што споменавме. Веќе ми е јасно и на гледачите кои се досега бил на Охридско лето. Верувам дека многу е мал процентот на луѓе од публиката кои што не седнале во една од тие концертни места каде што се случуваат настапите на Охридско лето, така што им е многу јасна комплетната приказна. Како одат договарањата со уметници? Веројатно е многу полесно сега после
57 години кога на некој ќе му кажете повелете дојдете да настапите на Охридско лето, бидејќи не е фестивал кој што почнал пред некоја година, не е нешто што е непознато. Видете, во принцип сите се запознаени со фестивалот Охридско лето како институција од областта на културата, меѓутоа е многу тешко да се преговара со уметници, посебно да се усогласат термини, услови на настап и се останато. Значи, Света Софија само по себе навистина познато во уметничките кругови и сите беа расположени да настапат, меѓутоа самиот процес на преговарање за мене лично беше исцрпувачки, меѓутоа ете конечно успеавме да ја затвориме 2017. Имавте некоја желба што не ви се оствари за оваа година, па може би оставивте за некоја од следните? Не, во принцип не. Успеавте да договорите се. Постои ли некој уметник од класичната музика кој што досега не сте имале можност да го погледнете на Охридско лето, а навистина би сакале да го донесете? Да, и се надеваме, веќе преговараме за идната година, затоа што, знаете, јас бев назначен за селектор минатата година, а со врвните уметници од областта на класичната музика морате да преговарате минимум 2 години однапред за да добиете датум. Така што тоа е еден вид на пречка во преговорите, затоа што усогласување на плановите, нели? Усогласување на плановите. Значи, најетаблираните светски уметници по принцип имаат план за 3 до 4 години однапред, каде се ќе настапуваат. Каква е реакцијата? Факт е дека и вие настапувате низ вашата кариера, имате искуство со настапи на врвни светски сцени, буквално на секој агол низ светот. Какви се реакциите кога ќе се спомене Античкиот театар во Охрид, Света Софија, кога ќе се спомене фестивалот Охридско лето? Кои се генерално впечатоците? Па генерално светските впечатоци се дека имаме навистина една култура на многу високо ниво, имаме држава која што многу инвестира во културата, а сме толку мали како бројка. И сите, од моето досегашно искуство и како претходно уметнички директор на операта и сега како селектор на фестивалот, е што сите се фасцинирани како нашата држава успева да на едно место донесе толку звучни уметнички имиња. И мислам дека Македонија во балканските простори важи за една држава која што навистина активно многу инвестира во културата и во уметноста воопшто. Кога сме ке настапите, еве конечно да публиката веќе ги слушна оние кои што се заинтересирани да бидат дел од публиката, барем кои се настапите кои што едноставно вие им се радувате лично многу? Што ќе ги представите на јавност? Онда сите се радувам. Знаете, да, јас на сите се радувам, но навистина би ги издвоил, освен отварањето, би ги издвоил 21, 22, 23 јули джез викендот. Би ги издвоил Армонија Атенеја на светски познатиот барокен оркестар на 28 јули. Би ги издвоил мега спектаклот Вивалдиано, кој што ќе биде изведен на 4 август на роденденот на фестивалот. Потоа би ги издвоил на 8 август на летниот Свети Климент. Имаме фантастичен концерт на духовна музика. Тоа е Машкиот манастирски хор од Санкт Петерсбург, Русија. И мислам, тоа во моментов вака би го издвоил, меѓутоа Лилја Зилберштейн како една од најголемите пианистки на денешницата, 13 август. Така што, знаете, ние имаме секој ден настан, секој втор ден имаме некое светски познато име. Дали може би ги издвојуваме джез вечерите и Вивалдиано како нешто што е за пошироки народни маси, тоа е за поширок спектар на уметнички консументи, меѓутоа секој ден имаме некој навистина реномиран уметник. Имаат ли посебни барања уметниците кои што треба да дојдат? Не зборувам за претерување, меѓутоа зборувам за барања од тоа нивниот настап да изгледа така како што треба да изгледа. Од аспект на акустика, на превоз на инструментите на кои што настапуваат. Има ли тука нешто интересно? Не, тоа се подразбира. Ние сме професионална институција. Тоа се подразбира дека бидејќи долги години сме во уметничките води и ние знаеме што би рекле по дефолт, нели, што е потребно за да пречекаш некој уметник, било кој. Јас сакам да ги делам зашто на некој што е помалку познат, да не му направите услови како за сите што правите, нели, за било кој. Сакаме сите да си одат со позитивни впечатоци од нас. Прецени имаме
тимот во Охридско лето кој што работи, кој што оваа прилика го поздравувам, се толку многу професионални во таа сфера, толку многу знаат што прават, во кој момент треба што и да се направи, што многу често мене ми помагаат да се снајдам во некои работи технички, кои што јас не знам како тоа да се изведат во Охрид, например. Дека Охрид е сепак помал град, јас сум од Скопје, и многу работи мене ми се чинат дека тоа е тоа, но не ги поседува како град, па они секогаш знаат како тоа да го изведат, како да се направи целата ситуација да помине мазно. И уметниците да си отидат задоволни. Ја им во оваа прилика им благодарам на целиот тим во Охридско лето што работи со мене, дека без нив ништо не може да се случи во Охрид. Искрено да ви кажам. Тоа е вистина, да. Да позборуваме малку за сцените. Сцената на Долни Сарај беше комплетно реновирана, што ќе значи тоа за фестивалот Охридско лето? Вака, сцената, доаѓајќи јас како директор на фестивалот, почнав да ги разгледувам сите сцени, какви се, што се. Долни Сарај е едно прекрасно место. Значи, тоа е, кога човек е застана на таа тераса на Долни Сарај, кој ќе го види езерото, значи, странци доаѓале и викаат, у Швајцарија нема поубаво од ова. Значи, јас сум го доживел што ми го кажале. Предходното раководство на Охридско лето имаше направено усилби да се тоа среди до некаде, значи да не се остави на забот на времето, но јас сметав дека може уште повеќе да се среди, така да тамо тие едни така наречени театарски гримјорни ги викаме, со облекувални, да кажем, што беа запоставени бајаги и самата сцена немаше под. Претходното раководство стави на сцената покрив, нели, што е една од најголемите инвестиции што се има случајно. Тоа го ставија и на Антички театар и го ставија на Долни Сарај. Јас само продолжив да доинвестирам, значи сега се средени гримјорните, се обновени, донесена е појака струја до тамо, електрика, донесено е вода, многу некои работи што вака ви изгледат нормални, а немало. Ќе се обнови самата тераса и погледот и сето тоа. Потоа преминуваме на гледалиштето, па ќе преминеме и на малку освежување на седиштата, односно на тие клупи, така наречени, пред Света Софија, бидејќи и тоа ни е сцена, една од поубавите сцени ни е пред Света Софија. А овие денови заедно со Завод и музеј Охрид, бидејќи они се условно да кажам собственици на они се грижат за античкиот театар, додека Долни Сарај е под наше владење како Охридско лето. Заедно таму малку ги обновивме дрвените скали, се работи малку да бидат, бидејќи секоја година тоа се дрвени работи, а изложени се на надворешни услови, треба да се обновуваат. Така да во процес се многу работи на работа на самите објекти и до отварањето на фестивалот, може и малку порано, ќе биде тоа средено тип-топ скоцкано како што треба, за публиката да не почувствува дека има некаков проблем. Значи, кога ќе влезеш на концерт, треба да почувствуваш дека нема проблем, дека можеш сосема убаво и комотно да го следиш самиот настан за кој што си дојден. Колку се тие интересни, непокриената сцена на Антички театар сигурно е предизвик и за секој изведувач кој ќе застане на неа. Често пати и временските услови знаат да не бидат на страна на изведувачите. За волја на вистината тоа е така. Каков е предизвикот кога настапувате на отворена сцена и кога настапувате во затворен простор? Прво небо гледаме. Па не знам, чувството е наистина различно. Античкиот театар во Охрид е спектакуларен и тоа е, мислам, навистина едно прекрасно доживување. Од едната страна се гледа езерото и гигантскиот простор на седишта е, мислам дека најголем простор за седење во Македонија од типот на класична музика. И мислам дека за уметниците е навистина едно посебно доживување. Додека се чека новата филхармонија, често пати ваши колеги музичари знаат да кажат дека
во Скопје малку и проблем е тоа што нема доволно концертни сали, меѓутоа со Охрид тоа не е случајот, нели? Кога таму е Света Софија и кога е Антички и кога е сцената во Долни Сарај. Како од аспект на директор се справувате со овие временски непогоди при отворените сцени? Ги споменавте оштетувањата претходно. Очекувате ли годинава да имате некој проблем? Па во комуникација сме со Господ моментално и вака се договараме, се договараме, ја ги кажувам датумите кои се надвор, за да не... Како ќе се справите доколку се случи нешто неочекувано? Имаме, значи, доколку се случи неочекувано на големите сцени, како Антички театар, тоа е најголемиот проблем, или на Долни Сарај. Оваа година јас со сите му дадов назнаки на уметничкиот селектор, на музичкиот селектор, со сите големи проекти да преговара секогаш два датуми. Значи, едниот кој што го ставаме у програма дека е, но ако е проблем временските услови, да се тука они, да може да настапа другиот. Да се помести, така. Значи, од нив, како услов, да ги поканиме, имаат секогаш два датуми. И трета, ако не е проблем, тогаш е проблем. Тогаш, мислам, не можеме големи имиња да задржуваме овде по 4 дена, по 5 дена. Но ете, имаме алтернатива, имаме втор ден. Значи, и самите гледачи, доколку отварањето не може да се случи на 12, ќе се случи на 13. Музичарите сите ќе бидат тука. Тоа е у договор подпишано исто и за Вивалдијано, за 4 август, исто и за некои настани кои што се на Долни Сарај, на отворено. А драмите, например, драмските представи, доколку нешто се случи, они обично се прават пред Света Софија, црквата, тука во тој дел. Секогаш Домот на култура ни е отворен, театарот во Охридче, и таму ги во затворено ние ги даваме колку да има представа, да се одржи представата, и луѓето, самата публика веќе знаат, доколку не е добро времето, одат во Домот на културата и ја проследуваат представата. Имаме начини, но еве како прошлата година што се случи на концертот со Артуро Сандовал, тоа беше потоп. 6 август беше громови мава горе на Антички театар, така да. Но тој остана, не беше планирано, а остана. Рече, јас од овде не си одам додека не одржам концерт. И остана во Домот на културата, одржа 2 концерти, бидејќи поголем беше бројот на публиката што сакаше да го види. 2 концерти еден по друг наредната вечер ги одржа во Домот на културата, што е така поретко, но ете, има и луѓе кои што ти викаат не си одам додека не освирам. Најдовте на разбирање годинава, претпоставам, со уметниците со кои што се договаравте да настапат на Охридско лето, доколку има проблем, апсолутно ја разбираат, претпоставувам, целата ситуација. Ние сме предпазливи колку е во наша можност. Јас како музички селектор сепак сметам најголемиот број на настани се внатре во црквата Света Софија, затоа што сметам дека имаме еден светски уникатен простор за концертна изведба, прва акустички, втора самата атмосфера. Значи, сите знаеме од какво уметничко значење и архитектонско е Света Софија и за нашата држава и за светското културно наследство, така што и голем број на светски реномирани имиња на моје и на наше инсистирање ќе дојдат баш во Света Софија, затоа што во принцип низ историјата на фестивалот најголемите светски имиња свирале токму во истата, да не ги броиме Светослав Рихтер, Коган, Навара, Викторија де Лос Анџелес, Навара, значи најголемите светски уметници, така што мојата идеја како селектор е сепак да го запазиме традиционалното постоење. Како се носат одлугите кој од настаните да биде на која сцена? Што да биде во Света Софија, што во Антички, што во Долни Сарај? Тоа го правиме во заедничка консултација со директорот, затоа што сепак тој носи најголемата одговорност на фестивалот, од секој тип, од маркетиншки, од аспект на продажба, од аспект на безбедност, на угостување на уметниците, така што мислам дека најголемиот товар е на директорот во секој случај. И ние како селектори секогаш мораме да бидеме во активна комуникација, затоа што во спротивно би можеле да дојдеме во некој недоразбирање, а тоа во тој случај не би можеле да го имаме тој уметник. Ќе направиме овде уште една пауза од неколку минути, ќе се вратиме повторно со разговорот и секако овде некаде ќе биде и крајот на отворено студио, ќе ги сумираме впечатоците за Охридско лето.
посветивме на фестивалот Охридско лето. Разговараме со музичкиот селектор Ѓорги Цуцковски и со директорот на оваа манифестација. Подетално зборувавме за музичкиот дел, меѓутоа еве да споменеме што она што навистина треба да се издвои од драмската селекција. Јас повторно ќе кажам дека Зоран Љутков се до почетокот на Охридско лето ќе имаме можност во комплетен состав повторно да ве видиме и да помоветиме за програмата. Што е она што е особено интересно од драмскиот дел годинава? Добро, бидејќи драмскиот селектор не е овде, јас ќе оставам на него да ви назначи што е битно. Но, сепак ќе кажам, затварањето на Охридско лето е традиционално со театарска представа. Така. И овој пат селекторот Љутков одлучи да го затвори фестивалот со драмска представа од Србија, тоа од Ателје 212, една голема екипа ќе дојде. Пијаните се вика представата од Иван Вирипаев, да. Така. Од режисере Борис Лешевич. Тоа е Ателје 212 и мислам дека тоа е еден така од поимпозантните драмски проекти на самиот фестивал. Тоа би го кажал како најава за затварање. До сега зборувавме за отварање, за музичкиот дел, да? Но сепак драмскиот дел е господинот Зоран Љутков најстручен да го објасни, бидејќи он го селектираше. Јас само вака ќе најавам, а друг пат кога ќе дојдеме тројцата и ќе можеме уште поподробно за многу работи да поразговараме на самиот фестивал. Зборувавме за сцените, споменавме публиката, ги споменавме и настапите. Еве да се навратиме повторно да позборуваме малку за публиката. Дали низ текот на годините имате податоци колку се зголемувал или менувал бројот на публиката, интересот за Охридско лето, продадените билети? Што од прилика било најинтересно? Охридско лето, моје гледање на фестивалот зависи како ќе пристапите маркетиншки кон тоа што го нудите. Така. Самиот маркетиншки пристап, доколку е агресивен, ќе донесе многу повеќе публика на фестивалот. Доколку не е агресивен, доколку луѓето знаат по дефолт, види, има од тогаш до тогаш Охридско лето, дај да идеме само на веб страната да видиме што се случува. Доколку не назначите точно што се случува, да ги заинтересирате луѓето за самиот проект, бидејќи таму ние најголемиот дел од публиката што имаме во Охрид, имаме таа публика што дошла на одмор во Охрид. И треба да ги заинтересираш да одиш по хотели или, како што кажав ја, аранжманите што сега ги прават преку туристичките агенции. Значи, тоа е цела една стратегија која што ќе пробам да имплементирам оваа година за прв пат, да можеме да заинтересираме многу поширок дел од публиката и таму има и не се само 4-5 настани, од тие 40 има многу така што можеме како пик да ги назначиме како значајни настани. Од 40 имаме 10 навистина значајни музички настани. Музички, да не збораме и театарски премиери, нели, што има. Што сакам и па и луѓето што се во Македонија, што не се на одмор, тој да дојдат до Охрид да проследат настан или комплексна е ситуацијата како тоа да се направи, но овој пат ќе имам поддршка од маркетинг агенцијата Ovation се вика маркетинг агенцијата, која што работи долги години тука, што ми прават маркетинг стратегија и ребрендирање на самиот фестивал, така една свежина да внесеме во. Сега колку ќе ни успее, ќе го видиме тоа на лице место. Ќе видиме годинава. Да. Кога сме кај ребрендирањето, интересно е тоа дека годинава имате и ново мото, патот до магијата, имате и ново лого, најавивте односно ново лого. Еве и за тоа да споменеме како го избравте мотото. Колку магијата е всушност дел од Охридско лето? Уметноста е магија и патот до магијата сакаме да мотото е така концепирано да луѓето да се почувствуваат дека доаѓаат на секој настан кој е магичен, кој е сам по себе магичен, дали е опера, односно дали е музика, дали е драма, дали е изложба. Ние ги имплементираме неколку вида на уметност на самиот фестивал. И сакаме да сме така како пакет целосни и затоа
беше оваа година го ставивме мотото Патот до магијата и плакатот, односно постерот е направен во една така магична ситуација, ќе го видат на веб сајтот и кога ќе почнеме да се рекламираме. А што се однесува до самото лого, разговаравме со многу луѓе, разговаравме и со моите вработени во Охридско лето и со управниот одбор. Ја имав идеја, сакав да направиме промени и во самото лого, бидејќи сакаме да ги следиме светските трендови на представување, маркетиншки на самите фестивали кои што се имавме, како да кажам, сладок проблем што е ова многу стар фестивал, нели? А логото е исто од многу одамна. Од многу одамна, Кондовски мислам го има направено или една слика имаше од Кондовски, другото не ми текна. Так. Се изгледаше малку по така да кажам, застарено за овие услови сега. Сепак убаво е кога се држиш до традициите, но малку мораш да се движиш полека и напред во овие интернет, модерни времиња и сето тоа. И така дојдовме на идеја да видиме како тоа да се случи. Се случи. Го прифатија, јас додека се правеше сето тоа, кој идеја на решение, самото идеја на решение на не помалку од 100 луѓе го имам покажано, да видам каква реакција ќе има. Кај сите, буквално кај сите имаше позитивна реакција. После разговаравме и со селекторот, и со самите мои вработени тамо, и со управниот одбор. Ете, така се случи, ајде да пробаме да дадеме свеж дух малку на фестивалот и тоа го направивме. Плюс тоа и во старото лого на фестивалот имаше апликации од стариот грб на Охрид, а Охрид има и нов грб сега. Мислам, другачи е грбот на Охрид. Потреби од промени веројатно и сами се наметнале. Се наметнаа и некои промени, мислам дека добро направивме, ќе видиме реакцијата на овие. Така. Мотото е Патот до магијата, споменавте 10 настапи, музички настани кои што навистина ќе ја воодушеват публиката. Зборувавме за джезот, меѓутоа секако нема да изостане и класиката. Меѓутоа, како што кажавме, и джезот нели е класика. Колку годинава ќе сакате музичкиот дел на Охридско лето да биде магичен или помагичен од претходно? Постои ли некоја генерална порака која што ќе сакате да ја упатите до публиката како селектор на музичката програма? Пред се морам да истакнам дека фестивалот има навистина голема традиција и во секое своје издание бил подобар и подобар, така што сметам дека оваа година ќе бидеме подобри од минатата барем малку и мојот личен придонес и мојата интенција е да секој ден имаме некаква магична понуда за нашите обожаватели и посетители на градот. Морам да истакнам дека поддршката на директорот и на тимот од Охрид е огромна, затоа што ние освен концертите организираме 2 мајсторски курсеви кои што се од големо значење за градот Охрид, значи 40 најстакнати студенти на Пекиншки и Шангајски универзитет од Кина ќе бидат студенти по македонски фолклор и традиција, со тоа допринесуваме еден голем број на млади кинески композитори да се запознаат со нашиот фолклор и нели во иднина елементи од нашиот фолклор да ги вметнуваат во своите композиции, така што фестивалот навистина добива една голема уметничка димензија. Директорот, како што спомена, ќе се организира повеќе уметнички изложби, така што целиот град ќе живее во духот на уметноста тие 40 дена колку што трае фестивалот. Ние во еден момент се шегувавме, директорот вели па да го продолжиме фестивалот уште 10 дена да можеме да вметнеме се што сме договориле. Па не, и можевме за продолжување неколку дена и не е проблем, но затоа ми е многу тешко да издвојам еден или два настани, затоа што сите настани се договарани со голема радост, многу трпение, многу љубов. Куриозитет што не кажа оваа година, што заборави да каже Ѓорги, е што во музичката уметност сите имиња никогаш не настапиле. Осем едно подалеку што пред 25 години, сите се нови уметници прв пат настапуваат на Охридско лето. Значи и од тој аспект една свежина сакаме, сакаме и такво освежување да направиме. Не дека овие биле, не знам, лоши мислам светски имиња имало до сега, но ете е како новитет да направиме и ова како идеја да го имплементираме, да видат и нови луѓе. Секогаш да можеме да ги нудиме најдобрите уметници, меѓутоа
ексклузивно на нашата музичка јавност. Веќе ми го одговоривте претходни прашањето со кое што сакав да го завршиме овој разговор, за тоа колку ви е важно што и се допаѓа, што не и се допаѓа на публиката. Кажавте дека ви се особено важни критиките, нели, да слушнете кои се впечатоците. Се надевам дека ќе се видиме повторно, сигурна сум дека ќе се видиме повторно, бидејќи навистина имаме, доволна е програмата само да ја пролистате и да видите дека има многу разговор околу само годинашното издание на Охридско лето, што ќе понуди и како е концепирана. Имаме време до почетокот на годинашното издание да се видиме повторно, секако во друштво и на Љутков, кој што ќе ни ја представи драмската програма. Ако не поканите, ќе дојдеме. Секако е отворена покана секако повторно да се видиме. Ви благодарам за ова гостување. Секако честит Великден, убави празнични моменти, меѓутоа секако и убави моменти на подготовка на фестивалот. Благодарам на поканата. Ви благодарам што дојдовте. Почитувани гледачи, ви благодарам што и во овие празнични денови секако не се одделивте од програмата на телевизија Нова. Останете на оваа програма, тука сме за вас со 16 часовна во живо секој ден.